Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Нов работен ден. Климите од ладење директно на греење може да ги ставиме. Веќе залади во Скопје. Се враќаме со утринското еспресо на Радио Лидер, мада ово утро имаме инстант кафе, немаме баш еспресо, уште не е добро исчистен апаратот, ни зарагел 3 месеци, не се користеше. Ово утро со мене во студиото е како гости, не колегата Столе Наумов од Канал 77. Добро утро, Столе. Добро утро. Да, кафето забележав инстант, да. Столе, синоќа светот го потресе уште еден обид за атентат на Доналд Трамп. Пукано во неговиот голф клуб. Да, он бил безбеден, така. Да, безбедно се завршена работата. За разлика од порано сега. Осомничениот за обидот за убиство е бил уапсен додека со црн Нисан се обидувал да побегне од теренот каде Трамп играл голф и бил идентификуван како Рајан Весли Руд, 58 годишен од Северна Каролина, инаку активист за помош на Украина. Ова еден факт кој го извадија светските медиуми, регрутирал доброволци да се борат на украинска страна. Столе, втор обид за атентат на Доналд Трамп, интересна кампања, иако изгуби тој реално во последната дебата. Да, па ја откажа третата сега. Обично тие што добиваат, инсистираат на продолжување на дебатите. Се извинуваме, ни замрзна една од камерите, но ја одмрзнавме во меѓувреме. Столе, како ќе го прокоментираш ова со Трамп? Со камерата до времето да не е навикната на 12. Да, промена на температури, страда и технологија. Оправдани се причини. Да. Со Трамп како да го... Мене ми е малку чудно, обично до сега печатокот за Трамп или трампистите беше дека тие неговите приврзаници се повеќе агресивни, а сега се случува една обратна насока. Не знам, доаѓаме во ситуација да не можете реално и разумно да ги прецепирате сите тие состојби, да верувате во теории на заговори така натаму. Меѓутоа мислам дека ќе се истераат овие предизборни денови, по ноември ќе има избори и според моите предвидувања, на жалост на тие приврзаници на Трамп, мислам дека потегот со Камала Харис ќе успее дека и сегашните анкети, ја не знам што ќе се случи понатаму, нешто толку драматично и спектакуларно за да може Трамп да победи. Меѓутоа не види и тие 4-5% не се пресудни, битно е каков ќе биде тој сооднос со тие електронски гласови по државите. Да бидеме вака доследни во анализата. Во овој момент на изборите во Америка вкупната разлика е негде 3% во предност во однос на цела Америка Камала Харис, но она што е важно е дека копијата ќе се кршат во Пенсилванија. Затоа што таму, знаеш, нели, имаат еден малку комплексен... многу пати случаеви да водат генерално на ниво на Америка, да губат. Но што се случува? Има практично секојаш тие се swing states кои одлучуваат. Во овој момент Трамп има водство во Џорџија, Северна Каролина, Аризона и благо во Невада, од тие, нели, swing states, но доволно ќе биде на Камала Харис да победи на изборите доколку ги освои Висконсин, каде што има така 4-5% водство, Мичиген, каде што исто така има 4-5% водство, и последната е Пенсилванија. Сега проблемот е што во Пенсилванија на една анкета води Харис со 0,3-0,4, на друга води Трамп, и малку е во Пенсилванија тесно. И кај нив демек зависи дали влајко ги прави или рейтинг ги прави. Да. Добро се, тоа не може да се процени. Има статистичка грешка во секоја анкета, но очигледно е дека во Пенсилванија ќе се кршат копијата. Тоа
ќе биде интересно, нели, да се гледа особено на вечерта на изборите, но и особено да се гледа како целата кампања ќе се одвива. Мене ова со Трамп ми асоцира на две работи. Сега веќе е ова втор атентат, во првиот спаси жива глава благодарение, нели, на увото, но и ја веќе почнувам да верувам во теорија на заговор. Односно, или сам ги организира овие работи за да има рейтинг, што е исто така можно во такви комплексни системи, или за прв пат во историјата во Америка е толку многу неелектризирана состојбата, што има 2 обиди за убиство на председателски кандидат. Ова се балкански прилики. Америка, знаеш ли дека има богата историја на атентати или обиди за атентат на председатели. Друго нешто е тука поинтересно. Кој е изборот на толку моќна држава, цивилизацијски, културно, научно, воено, како сакате, најмоќна во светот, да спадне на изборот на такви двајца кандидати. Значи, зборувам и за изборот на демократите и за изборот на републиканците. Демократите тоа е се повлекоа. Силна држава и може да издржи било каков кандидат. Тоа го покажи првиот мандат на Трамп. Трамп е во сега малку неблагодарна ситуација, он е сега во дефанзива. Тоа порано што му го правеше на Бајден, сега слободно Да. Харис му го прави на него. Значи, зборувам за тоа, за возраста, за тоа колку ќе може да расудува рационално, брзо и колку ќе може со таа возраст да одговори на функцијата прв човек на најмокната држава. Има тук уште една димензија, а тоа е дека неговата кампања беше целосно спремна за борба со Бајден и наеднаш сега му се смени кандидатот и ги изгуби. А мислам дека тоа беше познато и може би не за пошироката јавност, меѓутоа тие кои што ги менаџираат овие процеси го знаеа тоа со Харис. Дали дилемата им беше некој друг или Харис, ама и во старт, мислам дека во тие менаџирање Харис водеше со 60-70%. Ај, тргнавме со председателите, да продолжиме со председателите. Сега, скандал во македонската јавност е тоа што во изминатите денови ние тука на Балканот знаеме да направиме и од опера проблем. Такви не дал Господ, или може би имаме таква политичка култура. Председателката на Македонија Гордана Силјановска беше во посета на Софија, каде што беше како дел од таа културна дипломатија. Прво доаѓаа бугарски представи овде, сега македонска представа опера се прикажуваше во Софија. Таму беше, нели, нашата председателка, се сретна, сега формално ли, неформално ли, тоа е не знам, но се сретна со Румен Радев, нејзиниот бугарски колега. Веднаш тука излегоа скандали дека не било истакнато македонското државно знаме на таа средба. Тоа кулминираше во јавноста до ниво да бугарскиот амбасадор е повикан во Министерството за надворешни работи на рапорт кај Тимчо Муцунски. Очигледно овој скандал добива прво дали е скандал е прашањето, затоа што ако навистина станувало збор за неформална средба, тогаш не ни треба да се истакне државно знаме. А ако било тоа полуформална или формална, тогаш да, реално од Бугарија е направен огромен намерен или ненамерен пропуст. И сега тоа ќе се оди и во Министерство за надворешни, ќе има, нели, рапорт некаков, ќе видиме што како ќе се произнесе. Како ќе го прокоментираш тоа? Мислам дека власта на ВМРО-ДПМНЕ се фати во својата замка, тука тоа што порано го зборуваше, дека треба подостоинствено македонска дипломатија и по жестоко да реагира на сите такви работи што се обидува некој или ненамерно, или не знам како да ги прави, треба пожестоко да одговара. И сега на тој фон постфестум се реагира. Мене повеќе не ми се допаѓа реакцијата на Министерството за надворешни работи што го повикува амбасадорот. Не е ова нешто кој знае што за така реагира. Може би поштосно ќе беше да
да излезеа и да речеа ние сме гости, тоа е работа на домакините, до крај требаше да бидат добри, тоа да го направат. Штом не го направиле, дали од незнаење, дали намерно, им простуваме, која ќе дојдат во Македонија, ние ќе им ставиме, ако треба, и 6 и 10 знамења. Сега ќе го цитирам наративот на ВМРО ДПМН. Сега, и овој нивен наратив, да, држи вода, до одредена мера. Јавност, тука тие велат, замислете во време на Бујар Османи, доколку Бујар Османи беше и понатаму министер за надворешни, замислете да го повикаа за ваква работа бугарскиот амбасадор. Јас кажав, не ми се допаѓа таква реакција, затоа што се коси со целта на оваа посета, што е за поздравување. Без разлика дали на опера, дали секоја средба, секоја посета на туѓа држава, на друга држава, е во функција на некаква политика. И јас се надевав дека и екипата не беше мала. Значи, го имаме министра за култура, го имаме Муцунски за надворешни работи и надворешна трговија, начело со председателката, и тоа е за поздравување. Отидоа на опера, што е во старт добро, ако се знае дека кога имаше тука една таква опера од Бугарија во Скопје, нашите тогашни представници на власта не ги удостоија со посета на таа опера заеднички да не беше Силјановска на таа опера. Не зборувам претходно. Силјановска беше на последната, беше, нели? Не зборувам за тоа, зборувам за во времето на власт која беше Социјалдемократскиот сојуз. Да. Тоаш министерката за култура од најразлични причини, веројатно премногу партизанство се користеше. Многу некој ќе рече, тебе се веднаш читам коментари овде, примитивизам од Бугарија, покажува мускули. Знаете како? Океј, ја ве разбирам за овие ставови, но се обидувам понекогаш малку и по-широко да размислувам, нели? Тоа ми е работа, дека малку треба да ги... Може ли на друга работа сега? Ние да бевме во позиција да покажуваме сила на Бугарија. Добро. Ја мислам дека ние ќе бевме полоши од нив за овие работи. Што можевме да го промашиме знамето? Да. Како со Австрија, со Австрија кога ставивме литванско знаме. Замисли каква реакција треба да ни направи нас Австрија, што им го промашивме знаме. Ние истакнавме знаме на други држави. Што е полошо, да не ставиш знаме или да ставиш погрешно знаме? Да не ставиш знаме, мислам. Значи бугарите повеќе не повредиле, ако така не. Или не, или да ставиш погрешно знаме, не знам. Пак нешто штипјане да не се поврзани со ова. Сад, ако одат до крај овие теории на заговор, првата опера во Македонија е изведена во Штип. Сергеј Михајлов и средното војско училиште го носи тоа име. Тоа е, мислам, украинец, русин, но мислам дека од Украина по потекло. И сега ако земеме да ја развиваме таа теорија на заговор во која што ти почна да веруваш, тогаш ќе дојдеме до Штип, а Штип е политички Јерусалим на Македонија. Се што е револуционерно, се што е проблематично, се што е афери, војни во историјата. Од Киро Глигоров, Михајло Апостолски како позитивни фигури, Тодор Александров, Гоце Делчев таму предал, Даме Груев. Ако сакате, да не се пробудиле штипските на крај некако од тоа до Сашо Мијалков дојдовте. Не можам да ве разберам, но тоа е се. Мене не ми јасно ова дали е несмасност. Зошто постфестум реакција на... што мислите, бугарите толку се злоби, што ќе добијат со тоа, ќе тренираат? Види се, има тука, ја разговарав. И зошто тогаш, кога влегле внатре, тоа не го забележале од кабинетот на Момировски ние другара, ама очигледно уште нема искуство со... И може би искрено не верувале дека... Не. Зборував со луѓе кои се бавеле со ваков протокол велат дека доколку станува збор за неформална средба, нема потреба од истакнување на двете знамја. Ама на масата можело да има знаме што седат. Ама знаеш, значи на маргините кои стркаваат во тие мали кабини обично става, да. Носат. Но тоа може Момировски изведено знаменце да ставите. Па се од џебот. Да си носат едно како маранче да си. Не, и сега на крајот од денот па што е важно толку тоа знаме да биде истакнато таму. Мене тоа ми е прашањето.
доколку навистина станува збор за неформална среда, на операта биле истакнати македонски знамења. Внатре во целиот тој. Значи неподготвен бил Радев. Радев ако сакал тоа да го прави... Ама не зборуваме за подготовка, он не треба да биде подготвен, неформално е, знаеш. Може би тој е порака за оваа власт, дека треба малку да се смири, наместо ескалација да чекори кон да ескалација. Немаме реално некаква ескалација сега од ВМРО ДПМН од како се на власт, ние само знаеме дека тие се уште се држат на нивната цврста позиција дека уставните измени за нив се неприфатливи, барем до овој момент, и продолжуваат со тој нивен став. Ја би го заборавил ова многу брзо, ако имало некои суштински работи што си ги рекле, што си ги пренеле меѓу себе. Проблемот е дека нема да има. Давкова и Радев, па не знаеме на тие разговори што се било кажано, што се било отворено. Ја сакам ова да го сватам како обид за детант и се плашам оваквите реакции да не го покријат тоа, да не ја покријат таа добра волја која што тргна со чекорот наш кон Бугарија и со доаѓањето и со прифаќањето на Радев и покри обврските. Сакам така да гледам. Ти види од каде тргна се. Ние реално во периодот во Бугарија имаше политички радикали, сега да бидеме искрени, секогаш имало и секогаш ќе има, како што ќе има и во Македонија, но во Бугарија се тие политички радикали во однос на Македонија малку поизразени. Тука пред се говорам за ВМРО БНД. Но и покрај тоа што има такви радикали, Македонија и Бугарија немаат долго време проблем во своите односи. Тие си ја толкува историјата на свој начин, ние се толкувавме наш начин, си имавме проблем со Грција со името, го решивме и после Бугарија нели доби крила за своите барања, но Бугарија доби крила за своите барања и поради провокација од наша страна. Ние се сеќаваме една будала во Македонија како кршеше Плочина кај Макчелан. Ние се сеќаваме како од наша страна имаше знаеш, тотално непотребни работи. Тотално непотребни работи. Па тоа иницираше да бугарската страна да каже чека малце, ајде да видиме тука кој е кој, ние сме сепак во ЕУ. Па почнаа со тие провокативни отварања на тие бугарски културни клубови кои не носат имиња на луѓе од културата. Токму затоа мислам дека немаат потреба бугарите ке нив не е ни тема Македонија и ке ни веќе пред изборија таму закажани се. Но во одреден период има огромен влог. Сега полека зборувам за овој период. Тој влог сега им паѓа, реални да бидеме, влогот им паѓа. И сега за тоа треба малци и ние и они да се смириме и да дојдеме на некоја позиција каде што ќе биде разумна за двете страни. Значи, што ме разбираш што сакам да кажам, да дојдеме на некаква средина и да се изнивелираме, затоа што вака веќе не оди. Со овие меѓусебни провокации, со овие меѓусебни препукувања, со овие толкување на работите кои излегуваат од рамките на науката и влегуваат во рамките на политиката, ние далеку нема да стигнеме. Ниту ние, ниту тие, да се разбереме. Добро си што си забележил дека откако дојде на власт да мора да поне, да, сега е власт, не е опозиција, и дека не може да се зборува за ескалација, макар што имаше една теза дека треба да се ескалира за да се направат подобри состојби за нас како држава. Јас секојаш обратно сум размислил, затоа што Македонија до сега секојаш, без разлика кој тоа го правил, кој ескалирал, дали ние самите или некој друг го направил тоа, секојаш сме биле со кратки ракови. Сега не сме во фаза на ескалација, ние сме сега во фаза на замрзнување. Имаше такви тези дека треба да се ескалира за да се реши подобри, да добиеме подобри позиции. Јас не мислам така, затоа што секојаш кој ќе се вмеша некој за да ги стреи работи, да ги смири последна таква ескалација, Македонија до сега била останувала со кратки ракави, почнувајќи од 2001-та, антиквизацијата, кој ќе се вмеша, еве и Европа, ќе се обиде да го фасилира тоа. А што, само ние ќе добиеме постапки, ќе дадат другите, ние ќе нема потреба. Ја мислам дека ова што го имаме сега е некој, не е оптимум, ама е нешто што е задоволително и што не треба од него да се откажуваме и не треба да ескалираме, туку треба со еден фин начин, со еден кроток начин да се обидеме да си ги решиме задачите и да го откочиме конечно тој процес
Затоа што според мене тоа и порано сме го зборувале, влегувањето на бугарите во уставот е одстапка од бугарите. Не е одстапка само од наша страна. Па добро. Ако зборуваме за сите оние декларации за тие во парламентот, самото влегување на бугарите во устав не е проблем за никого од државата. Проблем е работите други што доаѓаат во како се вика во пакетот, оно од Топшоп, и тоа не е се. Знаете, бугарите да влезат во уставот. Има тука и други работи кои ја, например, не можам да прифатам како современ, како да кажам, граѓанин, растеретен од национализам, растеретен, дури ако сакате, во голема мера и растеретен од некое силно етничко чувство или било што, но не можам да прифатам толкувањето на историските учебници да биде услов за мојата земја да биде дел од Европската унија. Тоа не можам да го прифатам. А со овој протокол тоа така. И мене тоа ми е проблем. Не ми е проблем бугарите да влезат во устав. Проблем ми е што сега за поглавје за рибарство може да дојде Бугарија и да не блокира за да признаеме Дончо Штипјанчето што бил по етникум. Не може така. Па така ќе биде. Ова е вулгаризирана верзија, но на крај вака ќе се свети. Премногу важно се дава на таа историска димензија и на крајот на кришта, еве, како да го наречам тоа, лицемерие или како се тие што порано имаме 20 членови на комисија, сега Георгиев и Литовски, кои што се подпишани за одредени препораки, така? Океј. Тие се за чествување заедничко, тие не се заменување на историјата. И треба да сватиме дека таму има пропорционалност. Ако ние нешто се договориме, односно ако меѓусебно се договорат тие две комисии, многу тешко оди целиот тој процес, тоа треба да важи и за учебниците на бугарите и за учебниците на македонците. Тоа е вистината, сега доста манипулираме со... Независно е сега сменета комисијата... И не значи тоа, никој не утврдува потекло на имот или потекло на личноста, дали Гоце Делчев бил бугарин или не. Него, таму има, се знае, како се вика таа фонезична историја, факти, учел, таму и таму се родил, таму и таму. Тоа е суштината. И тоа е лесното решение кон кое што прибегнуваат и држави кои што имаат многу повеќе проблеми меѓусебно имали војни. Тоа е Јужна Африка го покажува. Се тргнува, значи да не се ставаат епитети, придавки, кој што бил, како бил, зошто бил, туку само фактографски се набројуваат одредени ситуации, одредени состојби. Проблемот е тоа што ова што ти го зборуваш, во работата на таа комисија не го заговараат ниту македонските, ниту бугарските членови. Прочитај ги досегашните препораки за Кирил и Методи. Добро, да, добро се. Кирил и Методи се лесна тема за тоа што тие се дел од средовековието и извинете за тие што сега нема да сложите со мене, но Кирил и Методи се ничиви. Како да ви објаснам, не може да бидат ни наши, ни бугарски, ни српски. Тие се словенски браќа и се од времето кога не постоела ниту етникум македонски, ниту етникум бугарски, ниту некаков од друго време. Тие се средновековен карактер. Јуче, да речистиме на работа за етникумот. Јас сум врзаник на следниот став и пристап во поглед на етникумот. Има еден историчар, многу познат на Балканот, вели вака, хрватите не се хрвати, они се срби, ама они не го знаат тоа. Кога ќе ги прашате, велат, нисмо ми срби, ми смо хрвати. До таму оди таа перверзија, пародија, еве, поблаги збор. И вели на крајот, припадноста етничка е чувство. Што се чувствуваш и како се чувствуваш. Затоа што ако навлегуваме во историјата, ќе стигнеме до Адам и Ева. Што биле они? Луѓе биле. Значи, на Балканот тој историчар вели, на словените ни го дале јазикот, а ние сме биле тука, може би различни, може би исти народи, и на крајот со историските процеси сме се поделиле. На властите не им го дале јазикот. Ние сме староседелците. Да. А тоа што историски сме фатиле различни правци поради вера, поради религија, поради светски состојби, воени, империалистички и така натаму. Некој бил одредено време под оваа империја, некој под Австро-Унгарија, некој под Осмалиите. И таа теза е националистичка, дека властите се староседелци. Така учевме историја и се. Ама не, знаеш зошто? Од кај се
као што никој не е староседлец, да се разбереме, генетските истражувања на властите во Македонија говорат дека кај властите е поголема, повеќе присутна онаа R1A хаплогрупа која е словенска отколку кај македонците. Многу интересна, многу интересна, од каде се тоа? Кој е објаснувањето се? Па кој е објаснувањето? Објаснувањето е дека сите народи кои живееле овде се мешале помеѓу себе и ние сме сите, како да кажам, наследници на се и се што. Ја кога си го разглобив мојата ДНК која си ја најдов, која видов кои се хаплогрупи ги имам во себе, иако сум доминантно западноевропската R1A, која тука дојде на со Римската империја предходно со тие преселби на келтите и така натаму, доминантно сум R1B. Потоа, во мене имам I2A, која е... втора ми е Y, која се смета за египетско-грчка хаплогрупа. Трета, знаеш не црни не грци, што ние тука толку многу ги мразиме, ја имам 30% генетика од нив. Третата, која ми е исто така присутна е Г, која е Кавказ, Грузија, Ерменија присутна. Знаеш? И кога ќе видиш ти како секој човек од нас еден богат комплот на историја има во себе и да види дека баш ние не сме така, знаеш, затворени, дека не сме цело време тука да сме биле во некаква капсула без странски влијанија, без луѓе од други страни, ќе сватите многу повеќе. Имаш ова со ДНК-то е од една страна го користат големи националисти и расисти, трудејќи се некаква чистота да покажат, ама не им оди. Имаше многу интересна емисија на CNN, ја гледав пред година дена, во Турција, каде што имаш огромна омраза помеѓу курди и турци, и која ќе ги соочат хаплогрупите на националисти, која ќе им извадат дека во него има курдска генетика огромна. Знаеш, и тоа е малку соочување со себе си. Тоа е едната димензија. Генетиката не е пресуда според мене. Културолошки етникум, значи, етникумот, нацијата, повеќе социјалната димензија е битна, навиките, затоа што и како беше тоа, дај ми го детето, он е како празен лист и јас ќе пишувам на него што сакам. Јас мислам дека таа социјална инфлуенца е многу по-битна и по-пресудна во формирањето на етничките групи и на нациите. Ти можеш турчин да го однесеш како мало дете, никој ништо да не знае, да направиш добар американец или германец од него. Сега може и малку подстран ќе биде, ама не е битно. Сакам да кажам дека има, например, албанците во Македонија и албанците на Косово кои што живееле во рамките на СФР, менталитетно имаат се многу поблиски до македонците, до србите кои што заедно живееле, отколку на албанците во Албанија. И друга култура може. Тоа го имаме како албанците како голема разлика со бугарите. Ние немаме исти обичаи. Ние немаме менталитетот ни е различен. Со кој? Со бугарите. Како бе немаме исти обичаи? Што имаат? Кои су, па они немаат имиња, немаат слави. Ние тоа со србите сме преселе. Ама по они имаат оние Мартинки и Маршо ги имаме ние. Значи имаат некои празници, имаме сега да бидеме вака искрени. Јазикот ни е најблизок. И затоа ја инсистирам, ние Бугарија како можност треба да гледаме. Тие 6 милиони публика, они нас не преведуваат. Србите не преведуваат. Тоа е извонедна можност. Не преведуваат, како не преведуваат? Македонски сутитли да. Не, тоа е само обврска на државната телевизија. На приватните колку пати јас сум зборувал, се мачат, дали не разбираат, колку не разбираат. Ама тоа е извонедна можност за нашата култура, за нашата музика. Добиваме пазар од 6 милиони. Дајте попрагматично да и најбитно од се за нашиот види, ние ако се отвориме културни со нив, они нема да може да ни ги крадат песните. Ќе знаат дека се од овде, знаеш. Ние имаме ситуација, Војо Стојановски направил песна, во Бугарија ја препеале. Добро, тоа е ново компонирана. Инаку песните толку се измешани. Не, ти народните не можеш да ги најдеш. На години тулкиш фолк гитар, сите песни, нашите песни на инструментално ги се чудам. Добро, и мелосот во голема мера на тие народни песни. Измешани се тие работи. Гледај, некој српски хит ке слушнеш, после во Грција ке речеш дали е грчки, дали е српски. Па сите крадат од Грција у ситуација со турбофолкот, а Грција краде од арапите. И после тоа вака се прави една каша попара. Но во однос на Бугарија да се согласувам дека чекај,
Ние по наводи на Игенеа Суис, ние македонците имаме над 30% античко-македонски гени, не постои античко-македонски гени. Значи само 15% словенски. Античко-македонски ген не постои, античките македонци е доказано врз база на тие што се најдени, како се викаат, на скелетите, дека античките македонци биле комплот генетски, исто како што сме ние, знаеш, денеска, и како што е цел свет денеска. Да речеме, на Филип II му е утврдена R1b, што нема врска ниту со Балкан, ниту со Азија. R1b е и црвен бил таков, најверојатно станува збор за Келт. Они религиозно како било определени? Грци. Не, тоа што многу божци, што како... Си верувале во Зевс, во Хера и немало, во Хера. христијанство немало ништо. Немало христијанство, да. И па сега, завчера бев во една црква, на икона на Богородица, горе на шамијата, тоа сонцето од Вергина. Па добро, тоа е ново толкување на историјата, да. Историчар Тодоров зборува, вика, и мене не ми е јасно сега, тоа е сонцето од Вергина во сите цркви нови што ги прават. Вели порано, вика, како сакат нека го сватат тоа слушателите или гледачите. Било присутно во одредени цркви Вергина, вика, сонцето, ама било ставено на таков начин за да каже дека тие кои што тој символ го користиле биле безбожници или не биле, тие се од некоја поинакво време. Кутлеш било, не било Вергина. Добро, Кутлеш, да. А иначе и Кутлеш и Вергина е едно исто место. Ајде со бугарите да го завршиме. Сега веќе СДСМ да го потребиме. Не може ВМРО да биде поголем партизан од СДСМ. Јас се плашам во оваа фаза сега опозициона СДСМ да не се, како велат србите, ужиогунати, они да станат уште поголеми од ВМРО, да помне антибугари. Тоа е... Ама мислам дека таму во таа партија ќе има разум. Они знаат стратешки да слушаат, барем ако после се сега, ако дочекаме СДСМ да станат антибугарски, тоа ќе биде своевидна иронија на историјата, затоа што тие има лидер кој говореше јавно дека ние со бугарите сме, дословно цитирам, същи народ, што значи еден народ. Јупче тај веќе имаме, па Јупче Григевски ти лидер беше. Па добро сега, тоа е Порано беше ВМРО бугарофилиови е србомани, ВМРО Софија, Пазарджик, сега е ВМРО Валјево, така. Се сменија работите, тоа ВМРО Валјево е измишлотина на два-тројца луѓе со сомнителни, како да кажам, погледи кон светот во Македонија. Погледи кон светот. Да го цитираме Венко Филипче, простор за опозицијата. Се надевам дека ќе го имаме во некое наредно издание овде во студиото. Вели Филипче, вчера при официјалната посета на Бугарија од страна на председателката Гордана Силјановска-Давкова се случи невидено погазување и понижување на достоинството на македонската држава и нејзините граѓани. Значи ова било трагично. За прв пат во историјата на нашата држава македонски председател оствари средба со председател на друга држава без никакви државни обележја. Да биде скандалот уште поголем, на средбата присуствуваше и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој беше само нем сведок на недоличниот и понижувачки чин. Очигледно е дека ниту еден представник на македонската делегација не реагирал на ова деградирачко однесување. Големиот скандал се склучи во Софија, токму во соседната земја, која е омилена тема на ВМРО ДПМН за печалење на политички поени. Добро, сега да не го читаме до крај, но види сега. Како беше и Сигни го користа тој. Значи, не. Ама, знаеш која е трагедија? Ова сообщение како да го пишува, како брати се наразат едно 7-8 месеци, како ВМРО да го пишува, која беше опозиција. Затоа реков, не може никој да биде поголем антибугарин од СДСМ. Ама не, јас имам пријатели кои што повеќе се мачеа во себе и поголем отпор кај нив има кон бугарите отколку кој било друг во Ама не, Столе, знаеш ли трагедијата? Значи, а се лево ориентира. Океј, види, прво, не формална е средбата, не е толку страшно, не ни објавиле војна бугарите, не понижиле до толку, да, има некакви елементи, сега ќе прават муабет со Муцунски амбасадорот, ќе видат што е работа. Но, председател на СДСМ, партијата која допред година дена имаше председател кој тврдеше дека ние имаме една историја, дека сме еден народ со бугарите
и така натаму. Мислам дека со примерот на Јупчо ти одговорив на тоа прашање. А како би постапил? Мора опозиција се. За ова? Па да. Или да го исмеја тоа, може би да не беа толку строги. Ја, например, да бев СДСМ, секи однесев македонско знаме пред ова, како се вика, пред резиденција на представителката, носите си го вие наредниот пат. Или пак, знаеш, има СДСМ некако не се многу вични во овој период, веројатно уште не се консолидирани доволно. Например, онаа платформа што ја понуди Мицко што пред рекламите. Ја да бев на местото на СДСМ, ќе ја прифатев. И ќе речев, добро, вие имате департизација во вашата понуда за национално обединување, добро, ај сега, еве ги директорите кои немаат никакво CV, се партиски поставени таму. Ај сега сменете ги. Ме разбираш? Ајде да вратиме Сијанска давка во Рим, како беше, немаше доволно место на Венеца, така запишува Северна Македонија, така. Сега дали кај да отиде Сијано? Две патувања, има два скандали, човече. Чекай. Дали ако пишуваше Република Северна Македонија и знамето стои, би прифатила Сијанска да застане? Или ќе видиме во други посети, мора да го направи тоа така. Може би нашите институирале да нема ништо за да не стои Северна. До година да ја пратиме Весна Јаневска, она нема проблем. Па, веќе нема проблем. Не, ова е на крајшта, мислам дека процесите не се случајни, нема ништо случајно во не во оваа држава, туку и на Балканот, дека се случи едно порамнување, Преспанскиот договор полека ќе легне, полека ќе легнати, ќе почнати, ќе легнати процесите со Бугарија и мислам дека затоа е здраво. Затоа е здрава таа промена на власт, заради споделување на одговорност. Еве гледаш сега како еден по еден министри си користат Северна Македонија. Не сум ја среќен, никој не е среќен со Северна Македонија, ама тоа е реал политиката. За Бугарија само да завршиме, баш проверував, мислам дека сите овие председатели претходно што беа и Пендаровски, и Иванов си има свеќавано со Радев. Гледаш, на Радев на Иванов тоа му го нема направено, а Иванов беше многу по-строг. Сијановска е каде по така по-либерална, по-широка димензија, по-крут беше. Ма не му го направи неформална средба. Знаеш, ние претервуваме, тоа е проблем. Значи, да кажеш дека ние најдовме проблем. Ние го правиме. Кој прв го проблематизираше? Ние го проблематизираме. Ние на социјалните мрежи, тоа е проблемот у Македонија. Во Македонија 500 будали на Фејсбук ни го креираат делотворот како треба да ни ги креираат политичките цени. Не знам кој е побудала, тој што го пишува тоа на Фејсбук или тие што се водат според будалите што го пишуваат. Очигледно, знаеш она. Вакви лудила, ова е таму е изворот. Ова не е скандал. Изворот е некој нешто тамо искоментирал на Фејсбук, 500 души погрешно сватиле што е поентата, никој не седнал да направи елементарен факт чекинг дека станува збор за неформална средба. И од таму тоа све се распламтило и сега политичариве за да не изгубат рейтинг мора да реагираат и сега ние имаме Филипче, невиден скандал, го повикуваат министерот, амбасадорот во МНР и така натаму. Дури така се води јавното мислење во оваа земја, ние ќе бидеме во бездна. Кога ќе почне јавното мислење да се води врз база на рацио, а не врз база на тоа мене како ми личат работите, ние сме престолнината на лажните вести поради вакви работи. Луѓето не гледаат што се случува, туку гледаат тоа што тие сакаат да се случува. Значи тие сакаат да видат проблем. Нашата омраза кон Бугарија раѓа кај нас потреба да видиме проблем во ова. Зашто омраза, јас не ги мразам. Неам ја, ја зборувам и ја не ги мразам, као општество зборам. Тоа е главниот проблем кај нас. И простете ми што сум вака искрен со вас и знам дека сега ќе ми исплюкате во коментари, ама реалност ова што ви ја кажувам. Да завршиме тоа со партизанството, не може да биде никој поголем. Значи, таа иронија, таа историја што ја пишува комунистите претходно во првите периоди на ВМРО-ДПМН, секојаш се бараше реформа, ревизија. Сега ВМРО-ДПМН ова ја брани историјата што имат напишано комунистите. Сакам да се надополнам и да кажам дека знаеш дека единствен министер за надворешни работи македонски кој што не ја посетил Бугарија. Што не е случајно. Покојна Илинка Митрева. Никош не отиде во посета на Бугарија. Зошто? Заради таа партизанштина, заради тој однос и наследството
од незиниот татко, кој што беше баш на тие не антибугарски, ама македонски. А една кратка пауза за реклами, се враќаме во вториот дел од емисијата. Столе, гласот на народот е дека од вакви како нас Македонија страдала. И кишки ради нас да е. Кој гласот на народот слободно? Не, овде е слушателите тоа викат. Вика Љупчев, во право си на Фейсбук еден се согласува, има 500 души кои знаат се и ја креираат целата политика и се знаат од сите области и тоа се сите оние кои не гласале за оваа влада. Сега да не ги ограничиме само на една политичка страна, ве молам. Значи, колективното лудило не извира само од едно место, има секаков профил на луѓе, но генерално тоа е проблемот. Ние малце со премалку познавања даваме премногу забелешки на социјалните мрежи. Тоа ни е... Ајде да го завршиме со Бугарија. Спомнам еден пример колку луѓе кои што се пак нели се враќаме на таа социјална димензија, колку знае да биде, не колку е секојаш пресудна. Симон Саксобургоски беше народ, нели? Беше премиер на Бугарија во тој период. Се забрзаа тие процеси на Бугарија и се финишира кон Европската унија. Една посета сега, мислам дека нема да погрешам, пресконференција Бранко Црвенковски и Саксобургоски, еден колега Јанес, мислам дека беше, директно праша на кој јазик зборуваме, Саксобургоски или 5-6 рече македонски, значи не е обременет од атмосферата во Бугарија, неговото наследство е сосема поинакво. Тој е растен каде во Австрија, во Виена, така. Добро, не го тако бургчече се. Него му е братучетка, братучет му е Чарлз, како да ти кажам. Тоа сакам да кажам, значи шо имам да се оптоварува тука со нас. Во голема мера однесувањето зависи од, без разлика на сите тие протоколи, тој беше искрен. Мислам дека би требало така да не се палиме премногу, не поготово на тие социјални мрежи, тој интернет е извонредна демократија, тоа меѓутоа знае да биде извонредна конфузија со големи ризици. Доказ дека, знаеш како, доказ дека демократијата, да, има многу мани, но единствениот систем кој функционира. И сега, како да ви кажам, некој неписмен кој таму дава некакви забелешки, некој кој животот го посветил на истражување во таа област, на социјалните мрежи се еднакви. Тоа е проблем генерално, но за тоа друг пат ќе зборуваме. Владата почна со пресметка со корупцијата. Има една акција во струмички фирми, наводно блиски до поранешниот премиер Зоран Заев, каде што на големо се истражува и се гледа, и полицијата имаше акција во која учествувала дури и министерката за финансии, која ги анализирала таму тие сомнителни финансиски трансакции. Може ли да очекуваме, Столе, дека предходната влада на СДСМ ќе има судбината на владата на Груевски, која имаше така еден огромен квантум на функционери кои беа под обвиненија во домашни притвори, во одредени лоши, не лоши, во против кои се водеше процеси. Златев, може ли да очекуваме дека сега пак ќе го гледаме тоа? Златев, секој чекор во таа борба против корупција, секој потек е за поздравување. И тоа, ја не знам сега, ова конкретно што го споменуваш, дали е толку силно, толку јако изведено или повеќе се обидов, или повеќе силно и јако е представено во медиумите. Се обидов, Столе, да најдам гостин кој би ја презентирал темата и во МВР, и во обвинителство и така натаму, ки не беше гостин. Но од таму ни рекоа се уште рано за да се изнесуваат детали во јавноста, ќе видите наскоро и такви. Да, може да секој работи слушна, тоа една страна дека тоа е добро, дека тоа дуго треба да се развие, од друга страна дека не ставува збор толку за искрен и намери за борба против корупција, туку повеќе за се заземе да се освои
добар, профитабилен простор за бизнис. Па се споменува шпедиции, тамо поменуваат големи количини на текстил од Турција и тоа се силни пари. Па се споменува и луѓе блиски, нели, овие се до Запад, луѓе блиски до кои што напаѓаат со намера на... Па, ако читаш Facebook, значи не треба да му се верува тоа до крај, ама ако читаш Facebook, социјални мрежи, Twitter и така натаму, се што може да и тоа ќе го но на крајот, ако некој прекршил, ако некој зател танок, и ако некој чувал... Секој чест е Тошковски се обидел тоа да го прави. Огромен квантум на диаманти. Треба да презе, меѓутоа... Како да ви кажам, јас од диаманти... Во крајна линија се зависи од обвинителството. МВР е подредено на обвинителството според новиот закон, знаеш, кој има одлучувачки збор, и да видиме обвинителството дали ќе излезе, која ќе излезе, како ќе излезе, инаку колку поминаа? 2 месеци? Да. 2,5 месеци, колку веќе? Не се уште поминати тие, како беше? 100 дена, како? Да, 3 месеци. Па би требало, ако мериме што направила владата, имаше големи најави, се дали е внимателна, дали се пазарат. Инаку, порано моја... Пред 3 минути, извини, за темата предходно, советник на Радев вели, ако државник од соседната земја доаѓа да пие кафе во Бугарија, треба ли да го истакнеме неговото знаме? Тој вели... Ова кај беше во кабинетот? Ај во кафиш да биле некаде? Неформална средба. Средбата и за едниот ручек помина во изворедно пријателска атмосфера од почетокот до крајот. Она што фрли сенка на настанот, добро, тоа е од кабинетот на председателката, не би сакал да зборувам за провокација во овој случај, додека бевме чекор напред во развојот на нашите односи. Не е коректно да се мешаме со знамињата во оваа ситуација. Ако државник од соседна земја доаѓа да пие кафе во Бугарија, дали да иставиме знамиња во естаблишментот? Непотребно влошување на ситуацијата, коментира Димитар Стојанов. Треба се забележи тоа, да се поздрави ако треба. Радев можеше да не дојде, можеше да не се случи таква средба. Мислам дека претходно се тие договарани и изјавите претходно му беа доста така. Детански рече, ние секојаш ќе помагаме Македонија, така да... Го оставаме тоа. Столе, мислиш ли дека ние конечно сега имаме услови во оваа земја да тргнеме во немилосредна пресметка со корупцијата? Сакале некеле. Значи, има ли капацитет? Прво, дали, ја прво се прашувам дали овие наши судски обвинителски инстанци воопшто имаат, како да кажам, кадарност? Прво, второ, дали имаат воопшто намера да го прават. И јас, тука ме, знаеш, пошто, која ќе видиш какви биле ставани обвинители и судии во изминатите 33 години. И имаме пријател ми вели вака, по насока на тоа дека имаме квалитетни суди, кои што можеби не се оставаат да работат самостојно до крај, ама може па и нешто друго е пресудно кај одреден дел, дека се писмени дел од нив, има доста и неписмени, поготово овие нови генерации, поготово зависи од кои факултети доаѓаат. Не знам како е, 9 од приватен факултет. Исто вреди. Тоа е проблемот. Не се... Не. Имат тамо писмени вежби, имат приемни, имат рангираат. Не. Добро, може би со односот на успехот. Па ги видовме ти, најголема трагедија за мене беше еден од подобрите услови беше на Академија за суди и јавни обвинители беше дека за да бидете таму мора да имате TOEFL. И сега, ако вие TOEFL со тоа имаш и скандал, имаш. Да. Не знам дали е расчистено, тоа требаше да се. Значи, што се случува? Ако вие имате, вие може да во Македонија може да си купите диплома на многу од универзитетите. Вие може да договорите преку тој системот тамо за полагање преку Драги Рашковски да ви завршат работа и за тестирањето во академија. Но за ЙЕЛТ и за TOEFL вие не може да фатите врски. Тоа се меѓународни тестирања кои се прилично прокурирани многу добро. Не би рекол до крај, имаше автобуси ги носи едно место тука многу лесно, па после им ја зема лиценцата. Добро, генерално TOEFL е impossible
Многу тешка работа вие денес да го направите, да го добиете. Тоа беше единствениот тежок услов и сега го укина. Нема појако тоа. Го укина условот. Затев. Ако не го укине, ако знае извънредно англиски, ако е информатичен, па зашто би отишол за 27 да работи во администрација? Или Во обвинителство, извини, не е 20. не му е стартно, то после ке зема 1500 колку земат евра. Обвинители веќе се повисоко платени. Повисоко се платени. Веќе одат на кај 2000 евра, 3000. Да завршувам со пријателот ми, вели вака, јас сум имал неколку пати на суд. Искуство, извънредно, професионално, прецизно, постапувале, пресудите се направени феноменално, направени се перфектно и еднаш сум изгубил со право, 10 пати сум добил. Меѓутоа знаеш каде е проблемот? Јас, сите мои тужби биле до 10.000 евра, 20.000 евра. Алармот се пали или намерата, организирано постапување на тие обвинители и корупцијата влегува, кога сумата ќе биде над 150-200.000 евра. На мене вика и 10.000 и 15.000, шо ќе ми бара, шо ќе ми зема. Исто тоа како со анегдотата, знаеш, во турско време некој благајник општински сакал свадба да прави и му недостасувал еден златник. И земал од општинската благајна, направил свадба, ама не можел да ги врати парите никако после тоа. И отишол кај тој главниот. Кадијата вели да ми дадеш совет. Не кажи што се случи, така и така. Од касата украдов, земав, поземив еден златник и не можам сега да го вратам, што да правам. И овој му рекол одма, колку златници има у касата? 1200. Украде ги сите 1200. Така вика ќе се спасиш. И како сега за еден? Ќе одговарам за 1200, не. Па со 1200 ќе има и за тебе, ќе има и за катијата, ќе има и за... Тоа е тоа целата. Мислам дека нема да бидат оставени состојбите такви какви што беа. Порано, знаеш, пресудно беше таа политичка солидарност. Ќе најдат некое поситно функционерче, ќе одговара, а оние големите се договараа меѓу себе. Таква е нашата историја во овие 30 години. Ајде да видиме сега дали ќе биде таков. Се надевам дека нема да биде така и на крајот на криштата јас, колку тоа грда да звучи, сум приврзаник на таа идеја. Бугарите ги споменуваме цело време, они имаа валутен борд, па не пропаднаа како држава, не изгубија ништо од независност. Странците во еден добар период им одлучува каков ќе биде буџетот, какви ќе бидат платите. Тоа е факт. Па нека дојде некој странец тамо да го платиме. Како се вика, шериф ли да се вика. Имаше една таква идеја, секогаш Груевски кога дојде, ама уставот не дозволуваше, не може странец да биде обвинител, не може странец да биде, така ли беше? Да. Мислам дека полека сега гледам еден медиумски критичар огромен на ова со Софија е со Бугарија е Билјана Ванковска. Тоа е неверојатно колку може од поранешни пријатели да си пострада човек. Така и ова со председателка Василјановска. А не ли ја подржа, како беше? Не ја подржа, нели беа... На еден период беа другарки, беа... Мене во емисија вика имам... Како рече, за... Минатата кампања беа овакво, Билјана Ванковска трчаше за Силјановска, односно кој што таа рече била слуга во кампањата, слугувала. Сега нели отиде сама, освои помалце гласови од левица многу и сега гледам критикува многу за ова со Бугарија. Нешто слично како Филип чиј е наративот, ама за друго се за председателка ми е. Колку од бивши пријатели човек може да пропати. Знаеш, во политиката има многу и не е единствен пример. Знаеш, има многу големи другарства кои ради политика Мене ми е криво што е извореден настан, опера, културен. Кога Љутков имаше убави изјави, се скандализираше. Односно се покри. Не. Дури понекад мислам дали ова све стојат за да овие вакви теми, но проблеми таму кај што ги нема. И ова со операт. И претходно она со Галате, како се викаше селото во Гостиварско со црквата.
овие работи се како некаков, знаеш, како намерно да се бара точка за да се запали раја. Многу чудна работа. Дека се всушност се игра со емоциите на луѓето на еден прилично перфиден начин. И тоа таму и ова тука. Се подрива некаков национализам. Знам дека е боли власта, ама она беше добар пример, која беше во опозиција. Тука морам да се согласам со тебе. Јас не ги измислив термините апартхейт, албанизација, дуизација, после тоа се коригира. Добро. Така да се зборуваме за политичка зрелост. Ја би сакал овие дебати да се водат повеќе за економија. Например, никој досега во оваа дебата за скандалот во Бугарија не ја спомена економијата, не ја спомена економската размена. Дали таа е веќе над 700 милиони евра на годишно ниво, милиарда можеби во... Да, Бугарија ни станува се поголем трговски партнер. Тоа е многу битно. Мислам дека тоа е најдобриот лек и културата, ама ете, овие се посладки. Овие се по така теми кои што лесно скандализираат, лесно емотивно набој предизвикуваат и се века со емоции се движиме во политиката, се дотогаш мислам дека погрешни ќе бидат. Треба малку да свртиме на рацио. Знам дека е тешко, знам дека е најтешко, уствари најтешко е да се биде. Тоа знаеш кога си ќе направам една можеби лоша и глупа паралела за многумина, но знаеш како? Кога имаш рак, ти на палетата за решавање на твојот проблем имаш многу малку работи. Имаш хемотерапија, имунотерапија и биотерапија. Проблем, исто и во политиката е така. Кога имаш вака големи проблеми, имаш такви се терапиите за решавање на тој проблем се такви, тешки се, тоа се. Сега ние наместо тоа, ние сакаме да се бавиме со билјарство, да се лечиме со фреквенции. Исто како што не дава тоа ефект за ракот, не дава ефект ни за политиката. Сега ќе пробам докторски да ви ги објаснам работите. Не може да излекувате рак нит со вирумин, нит со чаеви, нит со фреквенции, оние што ве лажат, што ви ги продаваат и така. Исто и во политиката. Не може овој проблем да се реши без болна и долга терапија. Како коментираш тоа? Не беше пријатно кога новинарите настапува Цијановска Давкова сакаше да изјави. Она е професорка, она има професорски мајндсет. Не дека нема политичко искуство, била министерка за без ресор, задолжена за локална самоуправа, еден период од почетокот таму независите во владата на Црвенковски. Меѓутоа таа повеќе професорски настапува и такви се незините изјави. Таков е незиниот говор. И тоа е добро како професорка, која ќе оди со други колеги. Жена е и треба да го искористи тоа. Како коментираш тоа што може да бидат договорени барем, да бидат координирани. Сега сателката сака да даде изјави, никош не бега од изјави, а луѓето околу неа, вклучувајќи го тука и Муцунски, па и нашиот пријател, непријатно ја бутка, може би ја советува, тоа се виде, да ги избегнува. Да, но, знаеш, сега ќе бидам малце брутален. Доколку јас би ја работел нивната работа, јас би го направил истото. Зошто? Затоа што ти, кога македонски председател оди во Бугарија, од страна на новинарите, исто како кога бугарски председател доаѓа во Македонија, истото е. Кога беше Бојко Борисов тука, па кога го прашува ќе клекнете ли сега вие на колена да се извините за Холокаустот. Тие се најсладки работи за новинарите. Па добро. Но председателката сигурно ќе добие националистичка провокација. Во моментите, во моментите, кога ти председателката знае она како да одговори. Во моментите кога ти се соочуваш со чувствителна ситуација која се обидуваш да ја надминеш, било кој коментар на таква една како се вика, на таква една новинарска провокација може тебе да ти донесе проблем. Значи, никогаш кога има релативизира, подобрување на односите кога траат такви процеси, не им дозволуваат на новинарите да трчаат и да поставуваат изјави. Тоа е веќе некоја следна фаза. Кога ќе преминеме малце преку водата, кога ќе застанеме на едно постабилно поле.
Давкова не е она недоветна, она знае што да го време, например, тоа со Монарх беше симпатично. Јас не сум Монарх, ја би сакал да ги внесам бугарите во Устав, ама има парламент, има. Па Професорка е, знае да збори се. Не, јас се согласувам, но Да, точно е дека, например, Пендаровски е исто професор, ама он имаше поголема институционална димензија и искуство, затоа што работел во МВР, знае подобро протоколи, знае. беше портпарол на МВР, човекот сега, да се разберем. Ко портпарол на председател на МВР државна изборна има комисија. некаква елементарна обука како треба да се однесува во такви критични состојби. Председателката и не е воопшто проблематично што не дала изјава, барем според мене. Проблематично во целата оваа работа е што ние тука сите најдовме проблем онаму каде што го нема и тоа треба некако да си го да се стави одредена контрола за тоа што пробива во јавност и што ни станува топ вест во државата. Затоа сме одговорни, за жал или за среќа најмногу ние медиумите. Ние сме тие кои во борбата за кликови ќе најдат проблем дури онаму каде што го нема. Сакав нешто и за синдикат да кажам, ајде да завршуваме полека. Ајде. Кафе, синдикатот нека остане За другата емисија. за другата емисија. Столен Умов, ти благодарам. Почитувани слушатели, останете со 98,1. Многу ми е мило вака што ме поддржува еден колега кој работи во медиум, кој е многу поголем, попрофесионален од нас, што ни помага да проанализираме работи. Да, ова се возвратни работи. И јас сум доаѓал кај тебе, да. Видите, ние мораме така да работи се. Колегите меѓу себе, И јас без разлика со какви ставови сме, која ќе ме викнат, одам во емисија, Апсолутно. која ќе викнам, очекувам исто така да дојдат. апсолутно во секое време. Граѓаните, слушателите, гледачите треба да знаат, и не треба да знаат, ама некојаш треба и тоа да го зборуваме, како оди тој процес, колку е тешко да најдеш соговорник, па како да ги споиш, па овој не сака со тој не сака со овој. Особено ние на Сабајле, па не им се буди. Тоа е па уште посериозен предизвик. Тоа Значи, поутрото денот се познава, поутрото ноќта, не по ние ноќта, во по ноќта Македонија денот жал се немаме луѓе со работна култура да стануваат наутро. Како пише како таа рекламата да ме Сабајлето мозокот Најубава работа, да. Знаеш дека најтешко може Ако си- човек ако да си- излаже на Сабајле, Ако си- озбилно. Не, ако си легнеш во 20-21 часа, 22 максимум. Не, Ако си не. легнеш покасно. Кога и да си легнеш на Сабајле, која ќе се разбудиш, тој што ти е дел од залажење у мозокот негде тамо во валјда у рбетниот мозок е тој позади тамо што тој попримитивниот, тој не ти функционира на Сабајле. Ова е докажано со истражување, затоа на Сабајле најубаво е политичар да имаш и да го ставиш и затоа они бегаат, сите одат у вечерни емисии. Значи, Затоа што значи најискрен да бидам. Политичарите најмногу сакаат интервју 10 саат навечер. Драган Милосављевиќ и Горан Момировски, нели сега што го напушти, направија кариера од тоа. Они ги фаќаат во период кога најубаво лажат, затоа што цел ден се истренирани процесите на лажење. На Сабајле малце тие каналите за лажење не функционираат. Ја во овие 30 на минути и да сум сакал нешто може да лажам, не ми е вклучено. Тебе може тој уопште да не ти функционира. Ти го исклучиле од мене покојни Угриновски ми го исклучи тој дел и не знам сега проблематично. Али оној делот за преувеличување уште не ми е исклучен. Почитувани слушатели, останете со нас. Се гледаме утре заедно со Искра Коровешовска, гостин ќе ни биде Арбен Таравари.